Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за интерферон гама или пак накратко IFN гама. И да започнеме. Интерферон гама е еден од главните макрофагни активирачки цитокини и служи клучна улога во функционирањето на вродениот и адаптивниот клеточно посредуван имун систем против интраклеточни, односно интрацелуларни микроби. Интерферонот гама е тип 2 на интерферони и главно е продуциран од страна на НК клетки, T-helper 1 субсетот и CD8 Т клетките. Нормално НК клетките треба да бидат првично стимулирани на некој си лиганд, на некоја си клетка која ќе има специфичен лиганд кој ќе натера НК клетката да продуцира интерферон гама. T-helper 1 и CD8T треба да се поврзат со специфичен антиген на МХЦ молекула, но исто така може да се зголеми создавањето на интерферон гама преку синтеза, преку стимулација од страна на интерлеукин 12 или пак 18. Во ред, интерферонот гама, од кој ќе се добие, тој всушност по структура е хомодимер и тој се врзува со соодветен рецептор кој што е изграден од два синџири, така, и тој е изграден од интерферон гама, рецептор ER1, интерферон гама R2. Веројатно че тоа се двата полипептидни синџири, кога градат и сигнализирањето е преку JAK1 и JAK2 јаносни кинази и STAT1. Значи ова понатаму стига до одредени гени во јадрото, односно служи како транскрипцијски фактор. И тоа е главното нешто општо за интерферон гама. Сега ќе видиме биолошката активност на истиот цитокин. Сега биолошката активност. Интерферон гама активира макрофаги, односно ја зголемува нивната продукција на реактив оксиген спешис и реактив најтроген спешис, што се всушност кислородни радикали и азотни радикали. И овие се употребува за да се деградира патогенит организам кој бил фагоцитиран. Така, значи била некоја бактерија фагоцитирана и она сега кога се наоѓа во фагозомот треба да биде деградирана. И овие кислородни и азотни радикали помагаат тоа побрзо да се случи. Интерферон гама стимулира CD4 и Т клетките да се диференцираат во ТХ1 субтипот, додека инхибира да се диференцира во ТХ2. Значи стимулира, ако сака да бидат ТХ1, а инхибира, односно неќе да бидат ТХ2 у наводници. Сега, интерферонот гама влија исто така и врз Б клетките да извршат клас switching. И ова главно се прави и експерименти кај глувци. Кај глувците клас switchingот се прави, односно ги тера Б клетките да сменат класа во имуноглобулин G2A. Сега инхибира клас switching во имуноглобулин Е, исто така и G1, но ова повторно се истражување кај глувци. И последно, интерферонот гама влијае врз различен вид на клетки, врз кој стимулира зголемена продукција на МХЦ молекули од класа 1 и од класа 2. Вред, а додека кај антиген президирачките клетки зголемува присуство на костимулатори, односно зголемува експресија на тие гени, дури и на некои други така протеини, како ТАП, тој беше еден протеин кој беше на мембраната ендоплазматичниот ретикулум, тука се пренесува различни фрагменти. И тоа беше потребно за МХЦ презентирање. Оред, овде ќе имаме една слика која на некој си начин го сумира се тоа, значи развиток на ТХ1, додека инхибира создавање на ТХ2, изотип switching, сакаше имуноглобулин, да се вака не се гледа, имуноглобулин G2A, зголемува микробицидната активност на макрофагите, и тоа се главните дејства на интерферон гама. Во ред, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.